Има една стара новинарска поговорка која вели дека кога новинарот ќе стане дел од приказната, тој веќе не е новинар. И во мојата речиси 3-деценијска новинарска кариера сум се држал до ова правило и никогаш не сум сакал да бидам дел од приказната. Но што е многу, многу е. Последниот случај, кога оние некрофилине од СДСМ и Левица зеле дел од мојата емисија и секле парче што се однесува за нив и го залепиле како да се однесува на ужалостените мајки и татковци од последниот протест во Кочани, ја прели чашата. Не само што ми се згади од монтажата, туку коса на глава ми се крена од коментарите под монтираното видео што објавено на Facebook профил, каде секој втор статус е хвалоспев на Филипче. А главно го шеруваат оние чегеварчиња на Пасиев. Ај навредите кон мене лично можам да поминам преку тоа. Туку тоа што ми ги споменуваат децата, што повикуваат народ да ме линчува, да се запали алфа и слично, само покажува дека во оваа држава постојат луѓе на кои ништо не им е свето. И затоа за прв пат се решив да се пожалам во Сдруженијето на новинари, која рака на срце веднаш реагираше. Тие ги осудија заканите и говорот на омраза упатени кон мене и изражија загриженост од фактот што овие напади ете произлегуваат од монтирано видео, кој имало јасна намера мене да ме дискредитира, да потикне негативни реакции. И оттаму констатираа дека ваквите подстапки представуваат загрозување на слободата на медиумите и безбедност на новинарите. За нама ваквото однесување го смета за неприфатливо и ги повика надлежните институции да превземат чекори за идентификација и санкционирање на сторителите. Ветија дека ќе го пријават и случајот во полиција, зашто еве веднаш и ме исконтактира адвокатот кај нив. За се ова јавно им се заблагодарувам. А на оние гниди кои го монтирале видеото и оние што повикуваа на линч, само ќе им порачам, ме правите уште посамоуверен дека сум на правиот пат. Нормални луѓе не се однесуваат вака. Ова го прават само партиски послушници кои не размислуваат со своја глава. И нешто друго. Со ова СДСМ и Левица заедно докажавте дека тоа на што предупредувам цели 2 недели е точно. Дека правите чиста злоупотреба на тагата на семејствата на загинатите и сакате да го искористите народниот гнев за вашите ефтини политички цели. Само продолжете така, па ќе видите сами докаде ќе стасете. Овој македонски народ не е глуп. Бе има одамна прочитано.